Поштовани гледачи, како што знаете, продолжуваме со бесплатното изборно представување на кандидатите за градоначалници на општините од југоистокот, онаму каде што имаат само поднесено кандидатска листа, носителите на кандидатски листи. Ова е представувањето на кандидатот за градоначалник на општина Радовиш од ВМРО ДПМН е господинот Ацо Ристов. Господин Ристов, добро дојдовте во ТВ канал ВИС и благодарно што ја искористивте приликата за ова бесплатно 10-минутно представување. Добар ден. Така. Благодарам на поканата во секој случај. Може ли на почетокот, на самиот почеток, да ги запознаете нашите гледачи, вашите гласачи, кој е Ацо Ристов? Да, во ред, вака да почнеме. Јас сум дипломиран електроинженер по занимање. Веќе 30 години работам како приватен менаџер, односно собственик на повеќе компании. Претежно моите компании работат во делот на инфраструктурата, во градежништвото, каде што градиме и во индустријата, и во приватниот сектор, и во енергетиката. Така да практично ние покриваме цела лепеза на дејности, бидејќи од годините и од искуството што го имам јас во бизнисот, се испостави дека Македонија е премала за едно и единствено работење во една стручност, затоа ние имаме практично 3 дејности кои што ги работиме и каде што успеваме, од Радовиш, цело време како главно седиште на компанијата, да покриваме цела Македонија, па дури и надвор од тоа. Така, кој беше импулсот кој што ве мотивира и ве насочи да се вклучите во трката за градоначалник на општина Радовиш? Да, ова прашање многу луѓе ми ги поставуваат. Прво, моите блиски пријатели кога се вклучив во оваа работа, беше круцијалното прашање зошто. Две прашања беа најтешко да се одговорат. Зошто и за кого? Да се најде мотив за да се вклучи еден човек кој што веќе е реализиран во својата кариера. Јас сум веќе 55 години човек. Практично во својата кариера успеал све од својот почеток па да направи една фирма меѓу 200 неуспешни во Македонија. Беше прашањето зошто? Сега, кога можеш да си ги користиш бенефитите од својот успех, што те тера сега да се вклучуваш во политиката? Јас повеќе не би го рекол ова политика. Мојот мотив е малце може подолг, односно влече корени уште од 90-те години. Може таа генерација, ние 90-те години, кога Македонија се формираше, кога се распадна системот Југославија, се формираше повеќе партискиот систем во Македонија, таа една генерација, ние на млади инженери, го баравме начинот и смислата дали треба и кога ние да се вклучиме. Може би ние направивме тогаш една копна грешка. Грешка која што сега со годините се испостави дека била исправна. На нашето тогашно прашање и дискусија меѓу себе дали ние треба да се вклучиме во тоа што тогаш беше политика, прво да се разбереме, ние не бевме едуцирани. Таа генерација после Југославија, ние не бевме едуцирани што е политика и колку е тој важен сегмент и ние, да бидем искрени, не се вклучивме. Тие генерации не се вклучивме во создавањето, креирањето на општествениот живот и како последица на тоа одевме на варијантата оставете ги овие, не знаат што прават. Меѓутоа, после 40, односно 30 години, тие таквите луѓе ни креираа систем во кој што нас денеска ништо не ни чини. Не чини здравство, не чини образование, не чини бизнис, не чини култура. Уствари, сето тоа има корени. Може би тоа беше еден од главните пориви, сега при крајот на кариерата, кога практично јас имам се за себе, да го дадам тоа што може би сум требал да го дадам, мислејќи дека сепак има останато нешто од ткивото кое што можеме да го моделираме, да го направиме на други основи, односно јас секој ден изборам на луѓето. Јас нема да направам ништо многу. Сакам животот да го направиме нормален. Од каде ќе почнете со таа мисија? Кои се главните проблеми кои што ги мачат радовишани и доколку ја добиете нивната доверба,
кои се главните фокуси, главните области каде што би го насочиле вашето внимание и вашата работа се разбира? Видите вака. Значи, главни проблеми мислам дека не постојат. Сите проблеми се главни. Меѓутоа има некои системски работи кои што ние мора да ги почнеме. Јас сум инженер по занимање. Мора да постои логика во работите. Ние не можеме да градиме кров без темелите. Каде ние паднавме овој систем? Посебно за Радовишени, сега ќе зборам и за Радовиш. Че во Радовиш веќе 30 години нема ниету една инвестиција за вработување на луѓе. Мислам, не да за вработуваме 3-5 луѓе. Во Радовиш нема фирма која што ќе работи 100, 200, 500 илјада луѓе. Ние имаме масовно иселување, екзодус од Радовиш, затоа што никој не ја обезбедува вработување на луѓето и не ја дава начин да се искажат, да се тоа што ќе го стекнат со образованието, да го тука делат. Чекаа луѓето, и младите, и старите, сега што се генерации. Страшното е што сега се иселуваат луѓе веќе и со готови бизниси, се иселуваат луѓе кои што се материјално организирани. Значи ни фалат две суштински работи. Работа и живот. И двете ги нема Радовиш. Работа нема затоа што цели индустријски зони се празни. Ќе ви кажам еден податок, може, пошто сме сега во Струмица, ќе ви звучи непријатно, меѓутоа 982 луѓе секој ден патуват од Радовиш за Струмица на работа и се враќат. И уште 350 за Штипи се враќат. Значи Радовиш е претворено во расадник на работни луѓе. Зошто тие луѓе да не си работат во општината? Како ќе го постигнете тоа? Тоа е многу едноставно. Околу проектите кои што би Значи прво индустриализација. Значи имаме толку многу постапки, јас веќе имам пријатели, разговараме, правиме. Има прво јас како иден градоначалник ќе ги дадам сите можни ресурси што ги поседува општината за развој на приватниот сектор и бизнис. Земјиште, комуналии, се што може и плюс ќе помагаме со логистика, ќе формираме специјални делови во општината, кај што ќе морат тимови од општината да работат на помош на приватниот сектор, а не обратното. Не може ние само сите да го полниме буџетот, а тоа никој ништо да вади. Луѓето не барат многу. Барат да и се дадат услови, можности за креирање и работа. И тоа ќе биде главниот приоритет. Немаме више ние ресурси кои што ќе ги чуваме за некаква иднина. Мораме све да дадеме, да ги натераме, да ги убедеме луѓето дека сме сериозни во тоа, значи отварање на сите зони, отварање на сите заглавени со децени фирми, стечаи, супер локации со изградени инфраструктури, а стоат празни. Значи ова ќе го ставиме одма на располагање на сите. Ќе ги повикаме сите радовишани кои што имат, да ви кажам, радовишани не се сиромашни луѓе. Меѓутоа не можат, никој не нуди кај да инвестираат. Значи, со отварање на таков процес, кај што ќе ги отвориме сите можности и локации, секој што ќе побара ќе му се дозволи да го работи, а тоа општината ќе го менаџира, мислиме дека за еден период ќе направиме еден градежен бум, ќе привлечеме луѓе од секаде и самите радовишани кои што се излезени надвор има интерес да направат и да разговараат со мене секој ден, меѓутоа биле спречени од многу ситни игри, политички, вакви онакви. Луѓе да се разбереме, без индустрија, без развој, без работа, ние не може да покренеме процес после за добар живот. Паралелно со ова, мора да го подобриме животот. Че Радовиш е културно, забавно, мртов град. Освен 3 кафичи во градот, нема луѓето кај да остваруваат забава. Немат паркови, немат зеленило, немат патеки, немат спорт. Тоа ќе биде многу тежок има ко трпен. Имаме такви проекти веќе за Црдорон, веројатно луѓето веќе ги гледат, јас ги промовирам и преку видео и преку аудио начин. Значи мора да изградиме прво културно-деловен центар во центарот на градот. Сето тоа мора да го направиме брзо. Значи заедно со деловниот центар ќе го решиме и паркирањето. Значи тука Радовиш зонско паркирање или било какво паркирање не е возможно затоа што не постојат паркирни места, се зголеми капацитетот на возила, никој не размисла за паркирање. Овде се планирани 200 паркирање на 2 нивоа подземно. Тоа цел свет го прави, ние не знам зашто не би го направиле. Така. И за крај, што имате да им порачате на вашите гласачи кои што на 17 октомври, нели, ќе бидат пред гласачкото лист? Значи многу едноставно.
Јас би порачал да почнат да си размислуваат каде понатамо. Јас се понудив себе си на сцената, да бидам еден човек кој што ќе ги води, кој што ќе ги моделира, ги повикувам да се обединеме сите. Немаме ние луѓе за делење и за губење. Многу малку сме. Тие што останавме, да се обединеме. Во бизнис секторот, во бизнис заедницата, во културата. Секој човек што има било какви амбиции во себе, ќе се здружиме, ќе се обединеме и ќе го потеглеме Радовиш напред у иднината. Затоа ги повикувам сите да се обединеме, да излеземе, да си го дадат гласо за себе и за мене, за да можам на сите да и помогнам. Така, ви благодарам за учеството во ова изборно представување. А вас, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Само да потенцирам дека ТВ каналот ВИС упати покана и ги контактираше сите кандидати за градоначалници или носители на кандидатски листи, чии што политички партии или иницијативи немаат кандидирано свој градоначалник. Ние ги снимаме разговорите со оние кандидати кои што одговорија позитивно и дојдоа во студиото на ТВ канал ВИС за да го искористат правото на 10-минутно бесплатно изборно представување. Пријатно.